Топ тема, добро вечер. Професорот по машинство во манир на спортските вештини на неговиот претходник ја почнува борбата удар во чело за правосудството. Кроше, директ или аперкат. Што ќе следува по интерпелацијата? Се извинувам. Какви тегови ќе се стават на тасот на јустиција, како досега, најквалитетните од нашиот месинг, или ќе се раскине партиско-судско-обвинителската мрежа. Зошто собранието утврди јасен патоказ за реформи во правосудството, кога сега тоа не го почитува. Ова се дел од вечерашните теми и дилеми, за кои дебатираме со Сузана Јошевска-Анастасовска, адвокатка. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. И Дарко Аврамовски, коалиција Сите за правично судење. Поводот е денешната интерпелација на членовите на Судскиот совет, кои што се избрани од собранието на Сите, им е изгласана недоверба. Дебатата беше кратка, гласањето како на лента, Сите 5 мина им е изгласана недоверба. За почетокот, какви беа реакциите на дел од судиите, а се огласија само Весна Дамева, која се обрати пред собранието, и Тања Чачарова Илиевска, која даде изјава пред денешната седница на Судскиот совет, кој имаше паралелно заседание, паралелна седница, додека траеше интерпелацијската расправа во собранието. Прилог на колегата Павле Беловски. Ја прозваа за интерпелација, ја соочија со општи заклучоци за работата на Судскиот совет, но пратениците молчеа и ги слушаа одбранбените аргументи на членот на Судски совет Весна Дамева, која во опширен говор дојде во собранието и им се спортистави на пратениците од мнозинството. На самиот почеток од излагањето, Дамева праша зошто не се гласала недоверба на совети, чии што членови давале отчет во партиски штабови во минатото. Иронично се согласи со нив дека можеби секоја власт сака контрола над правосудството. И кога се избираа суди од тефтерчињата, лично сметам дека и кај тогашната власт, исто како и кај сегашната, постоела желба да се повикаат на одговорност, затоа што верувам дека секоја власт сака да го стави под контрола судството. Но убедена сум дека било јасно, таква уставна и законска можност немало, како што нема ни денес. Барањето за гласање недоверба за Дамева е неосновано, освен што е незаконски. Додека го пишувала одговорот, се обидела да најде вина кај себе и вели успеала. Кога зборуваме за индивидуална одговорност, единствено од се што ми се става на товар, прифаќам одговорност само во делот дека не сум била најдобриот избор за член на Судскиот совет и не сум подобна. Точно е, почитувани пратеници. Не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Иако нема додина со очување, незината колешка Тања Чачарова Илиевска удри уште пожестоко против барањето за незината интерпелација, освен што е групна забелешка актот е незаконски, противуставен и преседан во парламентарната демократија. Согласно цитираната одредба на Уставот, интерпелацијата во конкретниот случај према 5 членови кои што ги избира собранието како членови на Судскиот совет е недозволена. Не само што не е дозволена, туку овој акт што е во случајов поднесен од страна на група пратеници, кај мене се 7 души подпишани, представува, кажав и минатиот пат, преседан во досегашната парламентарна демократија на Република Северна Македонија. Павлина Црвенковска, Селим Адеми и Милјази Мустафа се изјасниле писмено до собранието и не отидоа на соочување. Но едно е известно, по исходот од интерпелациите, 5 членови избрани во собранието одново ќе носат индивидуална одлука, дали ќе поднесат оставки како што од нив побари собранието и премиерот Христијан Мицкоски. Дека ништо не навестува дека советот се ситни беше и денешната редовна седница на која присуствуваа сите 13 членови и дискутираа и одлучуваа за редовни случувања во судството.
Тоа беа ставовите на членовите на Судскиот совет кои што одлучија денеска да се изјаснат, а ставовите на политичките партии га очекувано поделени. Според ВМРО ДПМН излезе со оценка дека ова е почеток на големата битка против, како што рекоа од собраниската говорница, чуварите на криминалот во судството. СДСМ со став дека ова е преседан кој не води до суштинска реформа, ја напуштија собраниската сала со порака дека ќе гласаат за и ќе дебатираат само за оние предлози кои што се резултат од веќе утврдената реформска агенда од планот за раст за реформи во правосудството. И дуи беше против овој начин на гласање и најавија дека тие ќе против интерпелацијата и најавија дека ќе возвратат на соодветен начин со интерпелации на сите функционери кои што досега ги избрала оваа власт и со акцент дека прво ќе почнат со интерпелации на судиите од Уставниот суд предложени од Собранието. Во одговорите дадени по повод поднесената интерпелација за работата на членовите на Судски совет, за чија работа се расправа, и тоа е наша обврска, се истакнуваат наводи кои што се идентични кај сите 5 одговори. Сите 5 имаат идентични одговори, што наведува на фактот дека сите одговори се пишувани заеднички. А одговорите и наводите се дека интерпелацијата представува инструмент за политичка контрола и не е дозволена за носители на судска власт. Дури тоа е преседан кој би можел во иднина да значи повикување на политичка контрола на судии и јавни обвинители, што не е точно, и дека интерпелацијата е дискриминирачка, бидејќи се однесува само за членови избрани од Собранието, а не и за членови избрани од судиите. Ваквите одговори се надвор од причините кои се наведени во интерпелацијата, но и надвор од уставната и законската поставеност на Судскиот совет. Имено, Судскиот совет според Уставот е нормиран во глава 3.4, каде што е именувана како судство. Не е спорно дека Судскиот совет е уставна категорија и како институција има свое влијание во состојбите во судството. Но Судскиот совет и неговите членови не вршат судска власт. Согласно член 98, став 2 од Уставот, како и член 1, став 1 од Законот за судови, судската власт ја вршат судовите, а не Судскиот совет. Секој обид на членовите, чија што интерпелација се бара да се поистоветат со судската власт и со судиите, е надвор од Уставот и законот. Денеска започнува дебата околу едно прашање кое што во суштина не е прашање на Собранието, туку напротив, еден начин на кој што власта преку еден груп и неприкриен удар врз правосудниот систем и утоа уште повеќе и поважно напад на владењето на правото и напад на овој устав. И тоа не е нешто ново и не е прв пат кога станува збор за кршење на Уставот, за рушење на уставниот поредок и така натаму, кога станува збор за парламентарното мнозинство. Овде се повекуваме на реформи во правосудниот систем, кои што се потребни во државата, кои што се потребни да се врати довербата во судството, а таа реформа ја започнуваме преку операционализацијата на една неуставна интерпелација. Не сакам лично никого да бранам, денеска се експонирани врз притисоци само за да дадат оставки, бидејќи некој не може да чека толку долго и да ги превземе работите во нивните раци. За мене ова дејство не е добро и во демократијата ова не помне. Ако работите на овој начин, на притисоци,
ќе бидеме должни да имаме интерпелација за сите тие што се избрани во ова собрание во текот на тие 365 дена и ќе почнеме од Уставниот суд. И сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд каде што се избрани во овој дом. Значи тие го допираат тоа што е недопирливо. Значи тие допираат каде што никој таму не смее да допира, тие го допираат договорот каде што е гарантиран од меѓународна страна. И благодарение на тој договор кој е рамковниот договор, денеска ја имаме нашата држава. Тие допираат таму кај што не треба да се допира. Тоа беа ставовите на дел од членовите на Судскиот совет кои што јавно се изјаснија и дел од ставовите на дел од политичките партии. И сега, ако на ова ја додадеме и оценката и фактот дека интерпелацијата всушност не значи разрешување и дека се понатаму останува на добрата волја, чувството за одговорност, личен интегритет и лична проценка на членовите на Судскиот совет, веројатно прашањето би било а чуму сето ова. Но да почнеме со ред. Јошевска, еве, бидејќи ги слушнавме и дел од ставовите на членовите на Судскиот совет и дел од ставовите на политичките партии, малку да се обидеме во некој ред. Прво од она што го кажа двете представнички на Судскиот совет, односно Дамева и Чачарова и Лиевска. Ова е преседан и неуставна интерпелација. Бидејќи е форма на политичка контрола која што е недозволива за избраните членови на Судскиот совет, кој што е дел од судската власт, а потоа имаме и нели во политичките изјави дебата колку се тук што е судската власт. Вака за граѓаните само да повториме, неколку повеќе пати во јавноста било објасната комплицираната или полукомплицираната структура на Судскиот совет. Но само да повториме дека согласно Законот за Судски совет тој е составен од 15 членови, од кои 8 доаѓаат избрани од самите суди, 5 се избрани од собранието, од кои 3 на предлог на собранието, а 2 на предлог на председателот и двајца членови, председателот на Врховниот суд и министерот за правда се членови без право на глас, односно присуствуваат на седниците. Во ваква констелација имаме 8 плюс 5 членови кои имаат право на глас, од кои 5 се назначени, еве за оваа дебата ќе ги викаме назначени од политиката, што не е далеку од вистината, бидејќи тие се назначуваат од собранието, а собранието е составено од политички партии. Па од тука е малку жално ова пледирање дека политиката се мешала во судството кога расправала за нивните интерпелации, бидејќи политиката е таа всушност која што и ги назначила. Ако е ова мешање во судската власт, како што тие вика, тогаш мешање би било во судската власт и кога тие биле назначени. Но ни едното ни другото не е мешање, бидејќи законот вели дека треба да има во највисокото судско тело кој е задолжено за именување, напредување во кариера и разрешување на суди, дека мора да има некој тип на парламентарна контрола, на собранска контрола, на граѓанска контрола, да ја речеме, и заради тоа е конципиран на начин на кој што ќе ја има таа контрола, но тие нема да бидат доминантни во телото како колективно тело. Тука и ќе зборуваме подоцна за тоа, најгласна е тишината на судиите, бидејќи тие по закон би требало таму да бидат доминантни, но овие 8 членови би требало да бидат тие кои што би го со својот мнозинство да го раководат и да бидат водилка на ова тело, а овие 5 кои што се поставени треба да бидат како некој тип на надзор и контрола. Гледано години наназад,
перцепцијата за ова тело повеќе ја прават овие 5 отколку што ја прават овие 8 и тоа е нешто што значи дека политиката преку овие 5 секако и при нивното назначување влегла, а и практично најавите од дел од членовите од овие 5 кои беа председателки беше за политички влијанија, еви денеска слушнавме за политички влијанија дека имало притисоци и така натаму, бизнис судски влијанија и така натаму. И тие успеа да им се наметнат нови 8 наместо да биде целта поинаква, па што и да се случи со овие 5, 8-те да бидат поважни, односно судиите да бидат тие кои што ќе бидат важни во ова тело. Да скратам, значи во делот на тоа дали ова е мешање во судската власт, јас не сметам дека е мешање во судската власт, бидејќи тие личности се назначени како една собраниска контрола на во системот на checks and balances, да не бидат судиите оставени сами на себе, како што предвидуваше законот, како што предвидуваат целите на тој закон. И од тука не може да се зборува за противуставност, за политичко мешање и така натаму, практично не влијаат на работата на судовите, туку влијаат на ова, да го наречеме, административно тело на судската власт. Тоа е во ред кога се би функционирало како што би требало да функционира, бидејќи и духот на актуелниот закон, а и оно што се подготвува, главниот акцент е дека дека тие што се назначени од политиката не треба и не мора да бидат и не смеат да бидат врзани со политиката, со тоа што тоа би го гарантирале со она што законот го вели. Истакнат правник, меѓутоа ние имаме една сосема друга ситуација. Ќе го дебатираме. Но сакам да кажам ова, тие што се назначени од политиката не значи дека треба да одлучуваат како што им диктира политиката. Не го кажувам тоа. Јас само кажувам дека ако се назначени од нив, не треба сега да слушаме жални зборови за тоа зошто тие истите било мешање кога тие за нивната интерпелација се разговара. Ќе зборуваме за овој елемент посебно, меѓутоа каде е елементот каде што велат двете суди, членки на судскиот совет кои што се изјаснија елементот на дискриминација, бидејќи добро го дефиниравте тоа. Практично овие 5 мина треба да бидат некаква контрола, меѓутоа она што го гледаме, практично дека тука имаме една прекрасна синергија, хармонија, па дури и оние 8 мина, ако се вратиме низ годините наназад, гледаме дека самите суди добро знаат на кој начин и кого точно во одреден период треба да го изберат, да не посочуваме сега имиња и презимиња, меѓутоа токму случајот со разрешувањето на Весна Дамева покажа дека ниту еден од тие судии на кои што правото им е пред се не остана настрана од тоа. Напротив, имаме судија кој немаше проблем да седне дури и на председателското место, на незаконски разрешената председателка, доведувајќи не во таа шизофрена ситуација која што ќе ја дебатираме сега, бранејќи принципи да излезе дека всушност браниме одредени луѓе. Да, и случајот со судијата Енвер Беџети беше ист, и таму судии гласа. Значи, не можат тие 5 да носат одлуки, тоа ми беше поентата. Мора да имаат сојузници во овој другиот табор од 8 мина, што значи дека жалната ситуација не е за овие 5. Премногу внимание и премногу дебати и анализи трошиме за што се случува сега во собранието, а многу малку ги повикуваме на одговорност оние кои навистина се одговорни за состојбите или барем допринесуваат во голема мера за состојбите во судскиот совет, а со тоа и на перцепцијата на целото судство, да им ја градат овие 5, а тие самите да седат со скрстени раце и ништо да не прават во врска со тоа. И поради тоа, јас нивната тишина, не само на тие членови што се во судски совет, туку и на тие што ги избрале, тоа се сите, речи се 400 суди, ги гледам како дека прават поголем греф на судството или на перцепцијата за судството, отколку што прават овие за кои може да речеме дека и можеме и да очекуваме да се однесуваат на ваков или онаков начин. Овдека судиите кои што представуваат власт, збориме за овие назначени судии кои што гласаат за овие членови,
гласале представници за себе, значи на избори ги гласале овие представници и на ист начин во законот имаат право да ги повикаат на одговорност. Па макар и символично, бидејќи законот пропишува една малку комплицирана структура при разрешување на член. Ке разговараме, они едно соопштение не издадоа, па не пак да ги повикаат. До таму сакам да стигнам. Значи, они дури ни символично не направија ништо, а 20 се потребни од 400, ни символично, нити преку здруженија, нити самите тие не направија ништо. И сега ние се концентрираме на овие 5, кои без друго биле назначени, кој бил советник на премиерот, кој бил донатор на партија и така натаму, сите знаеме по која линија и на кој начин беа назначени. Аврамовски го следите и оној стручниот дел и оној политичкиот, неизбежни се. Еве, ајде, она што беше наречено операција удар во чело почнува. Кој ќе биде исходот ако денешниот, како сакаме да го наречеме, директ, аперкат или било што процедурално не води кон ништо? Значи, овака најнапред мала корекција, го следим исклучиво судскиот систем, значи не го чепкаме политичкиот дел, немаме искуство за тоа, нити пак знаење, меѓутоа прашањето ви е сосема... Политичкиот дел мисле во контекст на предлозите кои што доаѓаат, одредени интервенции, измени на закони и така натаму. Не во директните влијанија на политиката, бидејќи тие не се ни видливи, телефончињата, релациите, тие се во подземе, не се јавни. Во секој случај, клучниот дел од целава оваа ситуација практично е начинот на кој е спроведена ваквата интерпелација и особено временскиот период, бидејќи од сите досегашни истражувања, впрочем и во самите препораки од оценската мисија на Европската унија може да се забележи дека клучно е да се најде начин како да се изберат вистинските луѓе кои ќе бидат членови на судскиот совет. Додека сме ние во процес на подготовка на новиот закон за судскиот совет, каде се вметнуваат вакви одредби за потранспарентен, појавен, поотчетен избор на членови во советот, ние некако брзаме претходно да ги спроведеме сите вакви постапки. И сега се доведуваме во ситуација. Ако овие членови сега поднесат оставка како резултат на интерпелацијата, тогаш нивните наследници ќе треба да се изберат по постоечкиот закон, по постоечково решение, кое се покажува како многу проблематично. И сега прашањето е тука... Не знам дали е тоа целта, меѓутоа прашањето е колку е сериозен ваквиот пристап, додека вие правите подготовки за да овозможи да го трасирате патот, да направите терен за нов, добар, транспарентен избор кој што треба да ја зголеми довербата во судскиот систем, практично избрзувате со одредени постапки. Особено тука може да видите, значи, да се почекаше уште месец и пол, ќе беа навршени 2 години откако се случија сите случувања во судскиот совет, што беа иницијалната каписла за ваквите последици. И вака е задоцната реакцијата од страна на собранието, немаше да биде никаков проблем да се почека да биде донесен новиот закон. Затоа ја спомнав и политиката, бидејќи денеска во собраниската говорница, ние од собраниската говорница, од оние малку дискусии кои што ги имавме, ние можевме да видиме цитати од овој документ. Тоа е препораките на оценската мисија, меѓутоа се извлекува екстракти, она што одговара на одредена политичка партија, и што одговара на дадениот момент. Ете, вие покренуваме иницијативата затоа што помина толку време, заради вас дојде и оценската мисија, меѓутоа се заборава токму она што го рековте, оној друг дел, да, како резултат на таа оценска мисија има трасиран пат. Да. И тоа е, значи, навистина остава впечаток на некоординиран и нестратешки пристап, дека повторно само одиме да се штиклираат маркери, дека се исполнети одредени очекувања од нас. И особено проблематично, што јас лично сметам дека беше исклучително проблематично во ситуацијата, е што 5 иницијативи се многу генерички.
се многу апстрактни и како што кажавте се повикуваат на некои апстрактни извадоци од извештаи. Нема никакво конкретизирање за одговорноста на секој индивидуален член на Советот и зошто токму тој треба да биде предмет на ваквата интерпелација и покрај тоа што има што може да се извлече од страна на собранието, доколку навистина сакаат да отворат. Воопшто немаше ниту во интерпелациите, само се спомнува тоа неусвојувањето на извештајот, се спомнуваат само оние случувања, меѓутоа никако не можевме да видиме што е конкретно тоа што пратениците го земаат за зло практично на овие членови, зошто сметаат дека тие со тоа не ја извршуваат функцијата онака како што треба. Ако ги гледаме работите во контекст, еден од најголемите проблеми, најголемите забелешки што ги имаме за судскиот систем, за судството, за судовите, за судскиот совет, е тоа што тие не даваат образложени, индивидуализирани, конкретни одлуки. И одлуките на судскиот совет се многу апстрактни кога избираат суди и сега ние ги критикуваме за тоа и ги повикуваме на одговорност преку една многу апстрактна постапка и иницијатива без да имаме конкретизирање на одговорноста. Да го сменат во тој контекст специфично е што еден од тие пет суди практично го се извинувам заради оваа грешка навистина. Еден од тие пет членови на судскиот совет практично го тера вториот мандат. И сега неговиот бекграунд, неговата стручност која била подведена под категоријата истакнат правник, била подобна во годината кога бил избран, а тоа било во времето кога во љубов биле ВМРО, ДПМН и ДУИ, а е непогодна сега. Во контекстот на оно што рековте дека нема индивидуализација, а впрочем и како да ја има, ако го имаме елементот кој што го кажа Сузана, дека они си живеат едните со другите во многу убава синергија. Не сум сигурен дека го разберам прашањето. Дека членовите кои што не се избрани од судиите, односно се избрани од собранието и они од судот, си живеат многу среќно и сложно и практично се што настана како проблем и тоа што го велите необјаснети одлуки зад кулисни игри, тоа е се донесено заедно, тоа го покажува начинот на гласање кој што вие го мерите. Ние уште на самиот почеток, кога беа оние скандалозни разрешувања и неколку седници кои беа со исклучена јавност спротивно на законот, ги повикавме сите членови да дадат оставка затоа што дел од тие одлуки беа донесени едногласно, а во овие другите случувања учествуваа практично сите. И тука не стануваше збор за колективна одговорност, туку едноставно станува збор за индивидуална одговорност во постапувањето на колективниот орган. Меѓутоа, затоа кога повикувате на некаква одговорност, мора таа да ја индивидуализирате и да кажете како секој од тие членови конкретно придонел за таа ситуација да дојде и да биде ваква непожелна практично за собранието. Ако смеам само, значи Дарко, вие како коалиција сите за правично судење и некој кој ги следи седниците сте повикувале на одговорност, имале увид и сте имале полно право тоа да го правите бидејќи сте ценале. Ние како јавност, експертска јавност ваква сме повикувале исто на одговорност. Што направија судиите? Бидејќи за оваа синергија што ја кажува, за која зборуваме, дека петте сами не можат ништо, никој ништо не направи за оние суди, а еден од нив седна на председателското столче, никој не направи ништо за оние суди кои на тој начин се подсмеваа на целата јавност, односно на целиот судски систем и доведоа до тоа веќе се преседани и така натаму, кога веќе зборуваме за нешто што се случува првпат. И тука ми се чини поентата. Да. Значи, еве ќе го прецизира едноставно. Дилемата е дека зошто ние им ги водиме битките? Да. Нели сме го збореле? Така. Зошто ние им ги водиме битките, а тие воопшто не се одважуваат, се плашат, калкулираат. Што е причината? Што не можете да најдете судија или судии
на некаков начин организирани, самостојно, индивидуално, колективно, како и да слушнаме дека тие не би го трпеле ова. Каде да одам, ова постојано ќе го повторувам. Така е, затоа што ако го гледаме поширокиот контекст на истражувањето што го направија ОПСЕ со ДКСК и Сдруженијето на суди и јавни обвинители, таму има фрапантни податоци за кои не се разговара, а тоа е дека најголемиот дел од судиите чувствувале притисоци во својата работа и за начинот на носење на одлуки од страна на своји колеги, од страна на председатели на судови и од страна на судии од повисоки инстанции. Многу повеќе отколку од страна на членови на судскиот совет, од представници на политичките партии, извршната власт, меѓународната заедница и слично. Тоа ни укажува дека ние имаме сериозни проблеми, дека политиката, корупцијата или како и да сакаме да ги кажеме овие лоши состојби, се имаат инфилтрирано длабоко внатре во судството. И сега тука е клучниот момент како да ги издвоиме добрите од лошите судии. Не можеме. Тоа тука сте во право, тоа можат само самите тие да го направат. Дали тогаш значи дека ние всушност имаме во случајот она што ни се сервира во моментот е на некој начин погрешна диагноза, без при тоа да се смета дека ова одбрана на било кого од овие членови на судскиот совет, бидејќи проблемот е многу поголем и продира во сите структури на судскиот систем, кои што на некој начин се така или комфорни, или пак со текот на годините научиле како камелеонски да ја менуваат бојата, односно да се прилагодуваат на... По мирис. Па на вистина не им треба нешто повеќе за да знаат на кој начин од нив што се бара. Значи, јас сметам дека не ја грешиме диагнозата, него ние зборуваме за симптомите, воопшто не ја кажуваме диагнозата. Диагнозата е нешто што е подлабоко и треба да се решава, а лежи во интегритетот на секој судија. Секој судија, и тој од академија, и тој претходно што бил назначен без академија, секој што носи тога, не треба да гледа. Многу интересно кога зборувате со судии вака приватно, особено судии кои ја ги ценам. Сите велат дека тие допринесуваат за судската власт со тоа што ја работат својата работа одговорно, професионално и така натаму, што би требало да се подразбира, нели сите би требало така да си ја работат таа работа. Но они не сваќаат дека надвор од тоа имаат една општествена одговорност, бидејќи се власт. И дека они треба таа власт да ја практикуваат. Не ја практикуваат судската власт, само низ пресудите кои ги носат и постапките кои ги водат. Туку и никој од нив не бара, кога ќе се дебатира јавно, кога ќе се зборува јавно, кога ќе се реагира јавно, тие да зборуваат за конкретни процеси, конкретни судења, судите, тие треба да бидат вклучени во креирањето, дебатирањето, оценувањето, критикувањето на тоа што нив ги засега и на тој начин стануваат власт. Тие се во една комфортна зона и велат, зошто јас ова би го правил? И сега да ви кажам. 2 години имаше оглас за напредување во апелација, така беше, пред година дена ги назначи, а претходно траеше 2 години огласот. На тој оглас колку беа ти повеќе од мене знаеш, Дарко, беа едно 150 судии сигурно очекаа, може и повеќе. На тој начин вие ги дисциплинирате судиите да не, бидејќи чекаат да напредуваат, кој ќе крене глас? Ќе вика, ја ќе бидам будала да кренам глас за другиве да напредуваат. А во исто време, во истиот тој закон за судови, основ за разрешување на член на судски совет е неизвршување на функцијата. Ти 2 години ако не назначуваш, практично тоа го правиш, ја правиш таа повреда, не ја извршуваш функцијата член на судски совет. И наместо тие што се кандидати да напредуваат, да им речат на судскиот совет, чекајте малце, ние чекаме да назначите, да изберете меѓу нас кои ќе напредуваат, тие чекаат и кјутат. И после кој треба да им е виновен и кој треба место нив да зборува. Ние што зборуваме, што уште имаме, да речеме, желба, да го кажеме тоа, имаме некои идеали дека нешто ќе контрибуираме. Но во суштина, диагнозата мислам дека лежи во тоа да се детектира зошто судската власт не си ја презима власта, него чека некој да ја даде или на некаков начин не се смета себе си како трета власт.
Не се смета таа самата себе си, него мисли дека најверојатно Кој излезе за таа ситуација во која практично онаа приказна за тефтерчења, телефони и така натаму веќе и небитна, бидејќи тие едноставно знаат како треба да се престројат со самото менување на секоја власт и тоа е огромен проблем. Јас никогаш не сум го гледала како голем проблем кога ќе почнат уште од академијата списуците да ги коментираат без никаков контекст. Овој бил син на овој, овој бил ќерка на овој, не знам браточет. Што ако се син, ќерка и браточет, ако тоа се добри кандидати? Контекстот би бил дали тие напредуваат визави некои подобри кандидати. Дали тие ги имаат стручноста, способноста, интегритетот и така натаму. Изолирано како роднински врски е само пласирање на муавет во кафич. Иначе треба сериозно да видиме дали тие кандидати се добри. Ако ги одбереме најдобрите кандидати, мене не ми е гајле ако е син на премиерот или на спикерот. Но дали он ги има тие, таму треба да леже. Ние се наопаку правиме. Така што, ако ние константно, и ако ја вратиме малци поназад ситуацијата уште во образовниот систем, ако култивираме критичко размислување и интегритет, таму мислам лежи дијагнозата, значи тоа ќе биде можда првиот начин, а не овие цртки 15 години искуство, истакнат правник, колку и да го дефинираш, не можеш да го издефинираш човечкиот материјал, не можеш. Можеш да го издефинираш, ама и да го изиграш. Еве сега се обидуваат не можеш да го издефинираш на начин на кој што нема да биде изиграно тоа. Сега се обидуваат да најдат некоја попрецизна дефиниција од таа што постои во постојниот закон и барем од оние членови на работната група која што јас ги знам на вистина се мачат, бидејќи и оваа дефиниција сега е конкретна. Тука мораме да одиме на првата пауза за реклама. Дарко, спомнавме во претходниот дел од емисијата околу оној чувствителен момент во кој што се случуваат овие реформи. Би сакал тука овие потези, би сакал тука да слушнеме еден друг дел од изјавата на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски. Идејата беше за разрешување на целиот судски совет и рестарт на сите. Меѓутоа, токму од овие кои што ја напуштија салата денес, наидовме на неразбирање и на реторика дека ќе се врши упад во судскиот совет. Затоа оставивме одреден временски период, време да самите сватат дека 2% довербата е дело во најголем дел на самите нив. Затоа што во спортски жаргон, кога губи клубот, стручниот штаб е прв кој што ја напушта екипата и промените почнуваат од таму, а не од играчите и оние кои што го дале максимумот на терен. Еве ова беше координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски, обидувајќи се да објасни зошто не успеа и она изборно ветување на ВМРО-ДПМН за распуштање на судскиот совет, и тука има неколку погрешни факти. Дека биле спречени од опозицијата и криминалните структури и така натаму и оние што јавно се огласиле и не, па дека оставиле простор и така натаму. Дарко, добро знаеме дека сето ова не е точно од неколку причини. Оваа власт прв пат се среќава со планот за раст и реформската агенда во јуни. Тогаш го наоѓа патоказот како треба да се спроведуваат реформите и во судството, и во обвинителството и така натаму. Во декември владата го потпишува тој договор, во август се извинувам, за во декември годинава тоа да биде ратификуван и од Собранието, и практично тоа е во овој момент реформската агенда и на Собранието. Кој добива со ваквите неточни факти, да не речам манипулации, или бидејќи не сакате да коментирате политика, зошто се бега од овој патоказ? Или еве уште поконкретно.
за очекување е дека може би ќе има притисоци, може би некои од членовите ќе си дадат оставка и вие рековте ќе треба да се бираат по стариот состав. Зошто да не излезе комисијата, работната група која што работи и да каже да, луѓе, но во меѓувреме готови се новите модели за кои што собранието гласал дека ќе ги донесе, готови се новите модели, дајте да направиме итни измени на законот, само во делот на новите критериуми, па новите членови да се бидат избрани според новите критериуми и така ние ќе ви веруваме дека сакате да бидете поинакви, а не тасот на вагата на јустиција да биде само од вашиот партиски месинг. Искрено мислам дека во многу ситуации ние знаеме што се очекува од нас да кажеме, знаеме кој одговор е точниот одговор во очите на Европската Унија, меѓутоа не разбираме баш што тоа точно значи и што изискува од нас. Затоа многу често се доведуваме во ситуација да имаме реформи кои не се координирани, кои повеќе наликуваат на импровизирање во одење. Затоа имаме нестратешки пристап, немаме соодветно следење на состојбите и на крај имаме серија на реформски процеси што немаат вродено со некакви конкретни резултати и плод. Мислам дека во одредена мера и премногу се врзуваме околу ваквите шаблони, како што кажав и претходно, да штиклираме дека сме направиле некоја промена, дека некој закон е донесен, надевајќи се дека со тоа или ќе си купиме време, или ќе се оттргне вниманието, или можеби магично проблемот ќе се реши само од себе. Кога станува збор за одредени унапредувања на состојбите, многу често и не треба да чекаме на самите закони. Ништо не го спречува собранието или судскиот совет да организира јавно представување за кандидатите за членови на судскиот совет. Може да има отворен ден, да ги покани судиите од соодветното апелационо подречје и да ги покани кандидатите. Нема да биде задолжително тоа, меѓутоа ќе биде добар показател ако некој не сака да дојде и јавно да ги презентира своите програми. Истото може да го направи и собранието. Досега не ни треба нас да имаме конкретна одредба во законот што ни кажува дека треба да имаме консултации за да имаме консултации. Ма видовме дека ако го споредиме првиот и вториот состав на антикорупцијската комисија, видовме дека и тие интервјуа некогаш не се интервјуа. Во ред, меѓутоа да, се добар показател за транспарентно, отчетно и затоа имаше имате и граѓански реакции, следење на состојбите и слично. Ќе бидете барем на чисто зашто станува збор во конкретната ситуација, но токму тоа е поентата на ова што сакам да го кажам, дека ние многу често не ја гледаме целта, туку гледаме која активност да ја направиме за да делува дека некако работиме и дека превземаме нешто, а не се стремиме кон целта која што треба да се постигне. А не ја гледаме затоа што не сакаме или затоа што ни е попогодно на сите да некои работи останат така како што се? Јас мислам дека оваа неискреност или навидом неискреност на владата во овој сегмент, а тоа е околу реформската агенда и роковите поставени, како и законите во тие рокови кои треба, како и оваа, ајде да наречам, импотентна стратегија за импичмент, која не води никаде, нели? Само води кон тоа да кажат дека тие исполнуваат делови од програмата и тие што гласале за нив на основа на ова ги задоволуваат, е тоа кое што најмногу вознемирува. Значи неискреноста на владата каде со ова ние практично каде ова води. Односно што се крие позади овој тип на однесување на извршната власт. И кога имате овој тип на неискреност, најинтелигентната анализа што би можеле да направите, а и врз основа на претходни случувања, би било дека нешто се крие што практично значи политиканство, а не политика. Значи, нашите наместо вашите, во најдобрите од нашите и така натаму, бидејќи, како што кажавте, постојат начини, а меѓу другото тоа беше и со усвојувањето на судскиот јавно обвинителскиот буџет и еден куп други начини каде што може
да помогне, бидејќи не сме тоа да го прави, да помогне да се подобри перцепцијата во судството, да се придвижат барем малку. Колку политиката со реториката која што ја наметнува не тера всушност само да гребеме по површината и не знам, ако броев може би ќе беше ова двоцифрена бројка сериозна, двоцифрена бројка, колку пати сме се сретнали тука за довој пол да ги разговараме истите работи. При тоа мислам на она што деновиве постојано го слушаме. 2%, толку тоа 2% се бетонира. Мислам се реферираат на една од анкетите на Ири за доверба во институциите. Толку тоа 2% се бетонираше како некоја мантра која што мора да се повторува, за да се заборави дека имало и полошо. Тоа било 1% до април-мај 2023-та, но тоа е на ниво на институција. При тоа се заборавах дека кога се споменуваат тие 2%, истата таа година тие 2% доверба биле и на партиите како институции, на собранието, владата имала само 3%. Да, смешно е кога ги слушаме сега од собраниските говорници, партиски членови, како зборуваат за истиот процент што и тие самите го имаат во тие состави, дека тој значил недоверба, кога и самите тие ја имаат истиот тој процент, истата таа недоверба. Но веќе станува дегутантно да се спомнуваат тие 2%, бидејќи како да стана рачка на која што све живо треба да се налепи за да можат сите да се исперат од сопствените недостатоци. Факт е дека целата држава, односно сите нема сегмент, институција, власт каде што ние не можеме каде што можеме да најдеме поголема доверба од да речеме 4-5%, што кажува за целиот систем дека генерално е лош. Но овдека сега што е ново, а што ние повторно потфрламе, да се реферирам на тоа што Дарко кажа, значи ние наместо да ги користиме ресурсите кои ги имаме, па макар и законските ресурси, врз основа на нив да градиме култура подобра, ние рушиме и оваа култура и политичка и правна која веќе ја имаме преку непочитување на роковите и скрининзите кои веќе ни се дадени. Со тоа мислам. Роковите врзани за парите во реформските агенди може би нема да ги оствариме, ама што тоа ќе каже? Се е скрининг веќе. Тоа практично им кажува на нашите идни партнери или нашите сегашни стратешки партнери кои ни ги поставиле овие тези, како ние се однесуваме во системот. Како нашата влада се однесува, која е политичката култура. Утре како ќе ги отвараме поглавјата, сега се гледа. Ако не сте сериозни, на овој начин па ги буткате работите сега за уште месец, сега за уште 2, па сега ќе чекам ова и постојано барате изговори, на тој начин вие праќате порака бидејќи се е скрининг. Вие праќате порака на кој начин ќе се однесува државата. И сега полесно е да се зборува дека ние сме мали, немаме влијание за бугарското прашање, грчкото прашање, а ваму кај што имаме целосно влијание. И се е во наша контрола. Ние потврдуваме. Ова е така направен инструмент каде што ни се прецизно прочитани сите наши моки да изиграме се што ќе напишеме и направен еден таков обрач за тоа повеќе да не може да се прави и затоа инструментот Морков и Стапари. Кога ги спомнавте парите, еве ги 6 и 2, тоа се 8 милиони, нов закон за судски совет, закон за плати на судиите, на јавните обвинители. И до двајцата прашања. Колку е сериозно да, ако на иста линија некој се обврза, предел многу често тоа го правиме само за да не штеклираат, да им се допаднеме и така натаму, сега е неподатливо да се зборува за ЕУ ради XY причини.
и други некои партнерства, меѓутоа да не навлегуваме во политика. Во самата програма на владата, која практично 99,9% пресликување на законски обврски во сите области поврзани со реформската агенда, имате 6 закони кои што треба да се донесат во март и уште 2 закони кои што треба да се донесат во април. Ќе ви ги прочитам затоа што вие ќе ја нагласите нивната важност. Значи, тоа се закон за плати на суди, закон за движење на судски предмети, фамозниот АКМИ, знаеме што се случуваше во минатото, може би и сега. Закон за судски буџет, закон за јавна обвинителска служба, закон за плати на јавни обвинители, закон за судска служба, доаѓа предлог закон на судовите, тука се оние бројки што ги спомнавме, дали беше во паузата или дека дебатиравме за расчекорот меѓу со ЕУ во број на суди по глава на житела, од друга страна единствениот услов што го имавме до декември, а не можеме да го исполниме, именување на сите испразнети места, и тука е нели предлог закон за судскиот совет. Тоа е пакет од 8 клучни закони. Министерот за правда не сме го видели никаде. За волја на вистината, до сега се по апелацијски подрачја се организирани само расправи за законот за судскиот совет, за се друго е штама. Ова се закони, ако на ова се додадат уште пакетот кој што се однесува на новиот закон за советот на јавни обвинители, тоа е таа кој што е оставен до декември. Тоа е таа шема. Меѓутоа, ви имате рок до април од влада, влегува во собрание, се е штамп. Нема нацрт, нема јавна расправа, нема размена на идеи, нема ништо. Наспроти, ударот во чело. Да не се емисии како оваа дебатни или анализи каде што се прават, ние можеби нема ни да ги информираме граѓаните дека ова е толку важен пакет кој се однесува на судството, кој мора да се донесе, за кој се обврзала оваа држава да го донесе и ја врзала таа обврска со пари, со добивање пари во форма на грантови и позајмици, од што толку не се разговара на овие теми. А Дарко повеќе ќе може да каже за важноста на овие закони, бидејќи беше дел од тој извештај. Сите за правично судење, токму тоа симплифицирано тоа што вие претходно го кажавте, ова се сет закони кои што конечно ќе им овозможат на судиите да имаат и ред во платите, и услови за работа, и овој. Треба, така е нацртано, така е напишено, па ќе им се одземе тој аргумент од анкетите на Дарко. Изговорот. И изговорите. Имаме, во пракса има закони кои беа предвидени да се донесат уште со стратегијата за реформи во судството што беше 2017-2021 година, кои уште не се донесени. Ке се префрлија во таа до 24-та, па не се успеа. Да, во ред ги префрлам, можеби и овие се префрлат во некоја идна, меѓутоа сакам да кажам дека многу често си земаме поголем залак од колку што можеме да загриземе. Се прават сериозни обиди за реформи на многу клучни закони, битни закони, комплексни закони, а се даваат рокови кои во пракса можеби не се баш соодветни. Голем дел од тоа се должи на фактот што не се прават соодветни истражувања претходно за да се знаат состојбите и затоа и впрочем мислиме дека самото донесување на законот ќе ги реши проблемите. Најверојатно нема, бидејќи законот само треба да ги подобри условите за судскиот систем. И уште што е она пострашно, бидејќи станува збор за сериозни, значи законот за парничната постапка, законот за кривичната постапка, нема некоја кривичниот законник исто така да беше во 2017-та предвидено, немаме никаква реакција од страна на судската власт и покрај тоа што станува збор за закони што директно влијаат на нивната ефикасност и перформансот. И сега тука, ако го гледаме ова и низ призмата на необезбедувањето на буџетот и на ресурсите за судството и зависноста на користењето на буџетот со претходно одобрување од страна на извршната власт,
малку делува несоодветно владата и собранието да го критикуваат судството за потфрлање и придонес кон паѓање на довербата, кога практично и тие имаат удел во истото. Добро, еве со овој закон кој што се однесува на буџетите и на обвинителството и на судството, веќе таа зависност од министерството треба да се да прекине. И по автоматизам се одвојуваат тие пари, тие се повеќе нивни и повеќе нема да го слушаме, например, јавното обвинителство кој што и натаму се правда дека нема ресурси и наспроти новиот КЗ во голем дел од случаите они само издаваат наредби и меѓутоа Дарко, колку всушност рековте, некои обврски ги преземаме онака, меѓутоа колку и ја преувеличуваме самата ова извештај од оценската мисија, бидејќи ако видиме во него, например, тоа се тие закони кои што не беа донесени во таа стратегија што вие споменавте, па беа пресликани во наредот. Например, тука го има тоа објаснување на сите одлуки на судскиот совет. 2023 мислам требаше да биде последната година од таа зависност на буџетот судски и буџетот на обвинителството од министерот за финансии. 2024 требаше да биде крајот на формирањето на тие фамозни истражни центри. Колку сега и од каде треба да дојде притисокот, бидејќи гледаме дека и овој инструмент реформи за пари, морков и стап не функционира. Барем од оно што главно го гледаме сега. Јавно го гледаме сега. Мислам дека ниту една реформа, колку и да не го сагам тој збор, ниту еден обид за унапредување на состојбите во судството нема да биде доволно успешен ако не дојде внатре од самото судство, затоа што до сега и обвинителството воедно, затоа што до сега сите вакви реформи се некако нафрлени од страна, дали од извршната власт, дали од законодавната, дали поради притисок на јавноста, дали поради притисок на меѓународната заедница. Ретко кои од овие иницијативи доаѓаат од внатре од самата судска власт, така што мора да се најде начин како да се подобри комуникацијата, координацијата и проактивноста на судиите и на јавните обвинители, особено да се користат алтернативни механизми во ситуација кога Советот на јавните обвинители и Судскиот совет очигледно потфрлаат во извршувањето на своите надлежности, да ги обезбедат ресурсите и независноста и слично. Меѓутоа, како што кажав, пак мора да се имаат предвид дека секој треба да ги прави оние работи кои се во надлежност и не треба да се чека да дојде закон кој ќе не обврзе да направиме нешто. Ако сакате да обезбедите финансиска независност на судството, доволно е само навремено и редовно да се одобруваат ваквите барања за користење и трошење на средствата од буџетот, наместо тие да поминуваат низ долги административни процедури, па дури и да завршуваат со неодобрување и така натаму. Така што мислам дека повеќе пати е до сега констатирано, го имаме поставено системот, само треба да го користиме со добра намера и со намера да градиме таква добра правна култура и добра правна пракса во државата. Да, но веројатно е поподатливо и за политичарите кога сето тоа се прави театар и драма, а суштината на се она што останува запишено на хартија останува дури и непозната во сето тоа дневно политичко, некогаш и хистерично меѓусебно обвинување. Уште една пауза за реклама. При крај сме на емисијата да завршиме со она што се можам да го извлечам како една од констатациите, дека веројатно имаме многу поголем проблем не само со врвот, туку и со базата или субстратот. Не стигнавме до јавното обвинителство, меѓутоа е веројатно многу проблематично кога и покажува колку се нечини или како се поима системот, кога јавниот обвинител однапред ќе ви каже дека некој ќе остане во притвор до тогаш и тогаш без оглед колку случајот е сензитивен за јавноста, или пак како што
напишавте без оглед на разликата меѓу правичното и правото, повисок суд ќе почне да суди според барањата на улицата. Се извинувам, не на улицата, еве да не биде толку вулгарно, на јавност. На толпата, да. Да, непримерно излетување беше тоа на јавниот обвинител Куцевски, кога претпоставам и самиот се трзнал дека такво нешто кажал, бидејќи сите знаат дека обвинителите не одлучуваат кој оди во притвор и колку оди во притвор. Истото го слушнавме во некои разговори на претходната обвинителка за организиран криминал, како го забораила некој така, мислат дека тие се царевите, но во суштина, бидејќи праксата е таква и бидејќи постои еден многу убав брак помеѓу обвинителството и судството, односно судството во принцип ги исполнува барањата на обвинителството, затоа овие излетувања се случуваат, бидејќи тие знаат во суштина дека кога ќе побараат и колку ќе побараат, најчесто им се одобрува од страна на судот, но секако е непримерно и нешто за кое нешто што по мене остана малку под радарот е голема грешка, да речам, и нешто што требаше малку повеќе да се адресира во јавноста, а во однос на тоа како одлучуваат повисоките судови и во какви ситуации како одлучуваат, исто ќе се навратиме на судскиот совет, бидејќи тие одлуки би требало да бидат предмет на анализа на тие кои што за нив одлучуваат за разрешување, за напредување во кариера и така натаму. Кога ги прават оние годишни контроли, месечни контроли по судовите, денеска разбравме дека секаде се е ажурно, нели, секаде се е супер по судовите, денеска на денешната седница на судски совет, се е фино и се е добра, а во исто време никој не расправа. Така беше и со обвинител, кога премиерот јавно му рече дека ништо не работи, па тој се врати во канцеларија, бидејќи седеше зад него, стоеше зад него кога премиерот ја даваше изјавата, па се врати во канцеларија и почна да пишува тоа, како се вика, насоки за побрзо да им се даде приоритет на случаите на висока корупција од оние со интерес за јавност. Меѓутоа, очигледно тоа е доказ колку се не колку е исправно, туку колку се ние рештимано. Членовите на судскиот совет по закон не смеат да вршат притисок за одредени предмети, но можат да изразуваат ставови кога јавноста од нив тоа го бара по определени правни прашања. Не за конкретен предмет, но како правно прашање можат на некаков начин да особено судиите кои што се членови на судскиот совет на некаков начин да поттикнат дебата. Дарко, сосема за крај во една минута. До кога? Убави анализи, пресконференции до вас се сите од кремот, кога велам кремот, мислам по дефиниција на функции, од судството, сите со суперлативи и на крајот излегува фала дечки. Затоа мислам и дека не разбираме што точно се очекува од нас и како точно треба да направиме еден добар судски систем. И мислам дека е крајно време да почнеме да ги правиме оние работи што можеме да ги направиме. Едноставни, мали чекори се доволни за да земеме залет. Во спротивно, ако очекуваме дека ќе смениме некој закон или ќе донесеме одредена стратегија и со тоа ќе ги решиме сите проблеми, веројатно до бесконечност ќе се повторува истава приказна. Благодарам што вечерва бевте мои гости и за овој навистина конструктивен и пред се практичен приказ за гледачите на актуелните состојби и оние кои што допрва веројатно во многу други прилики. За жал ќе мораме да ги дебатираме. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.